Ништо не се менува. Источниот и понатаму е меѓу трите најсиромашни региони во државата, покажува последниот статистички извештај. Имено, просечното годишно производство по жител на истокот е 3689 евра. Во Пелагонискиот учеството во стопанството по човек е 3955, во Вардарскиот 4371, додека во Скопскиот БДП по глава на жител е 5673 евра. Зад нас се само жителите на Полошкиот и југозападниот регион, каде БДП-то е 2462, односно 1992 евра годишно. Ова е вака зашто истокот е речиси на дното по бројот на активни компании, што не сместува на предпоследно место во државата. На истокот работат 5500 фирми, што е 1/6 од компаниите кои работат во Скопскиот регион. Најголем дел од нив во регионот се од областа на кожарството и текстилството, што неминовно значи дека и платите на истокот се најниски во државата. Овдешните граѓани во просек земаат по 16.278 денари, додека просечната плата во Вардарскиот регион е 17.402 денари, во југозападниот 19.670, во Пелагонискиот 20.222 денари. Единствени во државата плата над просекот земаат во Скопскиот регион, односно по 26.861 денар. Зошто е ова вака, свое размислување имаат граѓаните. Зависиме од запад. Ако е наш производ, ќе имаме добри плати. Али, пошто таму е лон работа и така. Голема е премногу разликата. Значи, не значи ние ако сме мали места, па за да го заслужуваме тоа, ја мислам дека треба равноправно на сите да биде. А зошто разликата во платите во Скопскиот и Источниот регион е толку голема, објаснуваат економистите. Во Скопје се сконцентрирани и дејности кои што во овие градови од Источниот плански регион ги нема. Да речеме крупни финански институции, осигурителни компании, странски трговски друштва, па потоа овие да речеме некои служби што ги обслужуваат амбасадите. Статистиката уште еднаш само ја потврди реалната слика во државата. Дека нешто ќе се промени во делот на нерамномерниот економски развој меѓу регионите, веројатно е тешко да се случи.